Електролити, велнес тренд или реална потреба? Социјалните мрежи летово се преплавени со промоции на електролитски напитоци, кои инфлуенсерите ги представуваат како неопходни за хидратација и енергија. Природни извори наместо прашоци. Електролитите се суштински минерали, натриум, калиум, магнезиум, кои ја одржуваат рамнотежата на течностите. За повеќето луѓе нема потреба од суплементи, бидејќи овие минерали лесно се внесуваат преку балансирана исхрана со овошје, зеленчук, јаткасти плодови и млечни производи. Кога се навистина потребни, за рекреативци кои вежбаат помалку од 60 до 80 минути, обичната вода е сосема доволна. Дополнителен внес на електролити е корисен само при интензивни тренинзи подолги од 1 час, обилно потење со појава на бели траги од сол на облеката или при екстремни горештини. Предпазливост со интернет советите. Трендовите на социјалните мрежи често се водени од комерцијални спонзорства, а не од реална медицинска потреба. Нутриционистите советуваат да се избегнуваат производи кои ветуваат брза детоксикација и секогаш да се проверува стручноста на лицата кои ги рекламираат. Колаген во прав или преку исхрана, што има ефект? Производството на колаген, клучен протеин за кожата и зглобовите, опаѓа по 25-тата година, со што се наметнува прашањето дали се подобри суплементите или природната исхрана. Природен внес. Телото самостојно создава колаген со помош на протеини, витамин С, цинк и бакар. Најдобри извори се супата од коски, рибата, пилешкото месо, цитрусите и брокулата. Колаген во прав. Додатоците во исхраната можат да ја подобрат еластичноста и хидратацијата на кожата и да ги поддржат зглобовите, но тие не се чудотворно решение и ефектот е индивидуален. Паметна комбинација. Прашокот не ја заменува квалитетната исхрана. Доколку користите суплемент, секогаш комбинирајте го со витамин С за да се поттикне неговата природна синтеза во организмот.